Денес славиме трет роденден на мои рецепти. Може да сме млади, ама многу искусни. За овие 3 години снимивме повеќе од 500 видео рецепти. За таа пригода, Делимано решија за мене, за вас, за сите, да направат нова линија со најквалитетната керамика што постои. Пази што се случува на маса. Имаш тавче за палачинки, што кога ги вртиш палачинките, нема бегање. Па назад утава се враќа. Кога сакаш да ги историш, не ти се лепат, не ти се кинат авион. Имаш вок тавче, брат ми. Пази го дизајнов. Значи, она што гледаш по телевизија, што ми пратиш мене, чанг, ово преш без проблем, пошто тука е пошироко, тука е потесно, тука е подлабоко, тука е поплитко. Многу лесно. Боза. Јас веднаш решив да ги тестирам тавите и да ја направам родентенската торта за мој рецепт. Ова е можеби најпосакуваната торта на светот и да ја утнете на изглед, вкусот ќе биде фантастичен. Еба, пошто ни е роден ден, ја не смеам да утнам, да не се урачам. Идеме. Решетката урирна ќе ја наместите на средина на рената и ќе ја загреете на 175 степени. Почеток. 3/4 од шолја сенаменско брашно, 1/4 шолја какао, половина плюс 8 лажичка сода, 8 лажичка сол, ова на страна, поголем сад, други состојки. Пола шолја шеќер плюс 2 лажици шеќер, пола шолја плюс 2 лажици кисела павлака, третина шолја зејтин, или ако љубите да кажете растително масло, едно јајце големо и за крај екстракт од ванила, околу лажичи. Па ајде измешаме, а? Ги мешна малце суиве да се спојат. Ги ставам у садов од миксерот и по поленкичка, али сигурно ги замешуваш, значи на побавно матење. Значи мешаш додека не добиеш мазна смеса од која што почињаат и течат лиѓи уште пред да ја испечеш. Новиот калап, малце ќе го намастам со путерче. Си го пуниш калапчево. Вака ова го печеш 20 од 25 минути, зависи од ренат. А ако се сомневаш, системот на чечкалица. Потскаш у средина, ако излезе сува, печена е. Тоа е тоа. Ја едно тесто си испеков и сега си испечам уште едно, за да ми биде повисока тортата. Роденденска е. Си ставам хартија за печење на тањерот, за да ми упие влагата што ќе направи, пошто ладен тањер, топол колач, под колку сакаш. Го оставате вака на опачки, затоа што како што нараснало, вака ги си добија рамна површина, не треба му сечеш, не треба ништо, можеш цело го користиш. Тавче само го пребришувам со салфета, уште малце путерче и си печам уште едно тесто. И ова си иде урерна под истите услови. И стигнавме до мојот омилен дел од рецептов. Кремот. 50 орео колачиња и помалце ни поише. 6 ги тргаш у стартна страна и 2 јадеш. Ги сечеш на пола. Шест колачи фино исечени, 12 половинки, а останативе ги сечкаш кому иде. Можеш и со раца ги кршиш, како сакаш, како љубиш да ги правиш, така. Кремот што ќе го матам сега,
У старт го делиш у два сада. За почеток, матиш 2 шолји павлака за матење. Така. Матиш се средна брзина, значи не да го префорсираш. Ова е готово. Кремов го префрлам у еден сад со средна големина. Ова иде у фриждер. Дај лепи таа другата павлака. Повели. Овде имам 2,5 шолји од истата павлака за матење. Ја ставам у садов. Се. У оваа смеса плюс додавам 2 лажици шеќер и екстракт од ванила, околу една лажичка. И исто матиш на средна брзина. Кремчево е готово, у меѓувреме ми се испече второто тесто. Околу еден сат вака од 250 мл. Тргаш од кремчето. Тоа ми е за декорација. Ова иде у фрижидер. Држи. Тоа од фрижидер го враќам тука. Фино лепо ги спојувам двата крема, значи тој со шеќер и тој без шеќер. Колачиња што ги искаш? Сега му е мајката. Поленка, си додаваш, си мешаш од внатре према надвор. Каков е звуков на колаче кој се спојува со крем. Ненормален. Вака среден кремов иде у фрижидер. Слушај се. Тестава мораат и соладат, значи ладни да бидат дрво, камен. После ги филуваш. Иначе кремот се пушта, не бива торта. Ајде да сервираме. Кремчето од фрижидер надвор. Кое тесто сакате, тоа го ставате прво. Ја ова го аресувам поише. Значи со ова поиспакнато иде горе, помазнато доле. Се поклонуваш пред кремот и товараш. Обожавам мој дел, пошто све е благо околу тебе. Тортата сум ја бетонирал, сега моца да украсам, фасада да ставам. Чоколадни трошки. Си правиш лом кога ти е роден ден. Уствари ти си главната улога у кујна. Се ти е простено. Слушај, ако го прави тоа по дома, не кажувате дека јас сум ви покажал. Мене ме вика да чистам, немам намер. Шлагов што го ставив преску фриждер на страна, го префрлам еден шприц и декорирам. Плюс декорација. Пај нека ни е среќен ден денот. Елајте на торта сите, ајде. Ајде. Јас за мојот роден се спремив. Еве ви рецепта, се спремите и вие за вашиот. Или, кога кидете на некој роден, однесете му ваков поклон. Плюс у пликче 100 евра, за да бидуште позадоволен.
Се шалам, доволна, за мене е доволна само тортава. Зошто нема свеќа? Нема свеќа. Нема свеќа, пошто мои рецепти ти се безвременски. Значи, нас ни е роден и сега и за 500 години. Вака скоцкана си ја носам у фриждер, па едно 2 сати да кажеме. Колку поише, толку подобро. Тан-таран! Среќен роден ден, мои рецепти. Како треба да изгледа торта Ореа. Ајде да сервираме.